Здраво за прв пат! Јас сум Петар Тодев и следните минути ќе бидат резервирани за Checkpoint. Емисија која има за задача да направи спој помеѓу повозрасните и помладите генерации. Но дали луѓето знаат што е тоа Checkpoint? Што е Checkpoint? Не знам. Дали знаете што е Checkpoint? Не. Што е Checkpoint во видеоигрите? Не. А не играм видеоигри, А што фала. е гейминг, знаете? Не. Дали знаете што значи гейминг? Не. Игри нешто, нели ве потсеќа на тоа? Не. А дали знаете што е гейминг? Не. Да поентираме, Checkpoint се користи во видеоигрите како точка која што е наше достигнување, односно од таму почнуваме кога повторно ќе влеземе во видеоиграта или некој ќе не убие или поради X причина нема да го поминеме тоа ниво во играта. Така да оваа емисија е нашиот прв Checkpoint. А за првата емисија имаме подготвено и неколку новости од виртуелниот свет. Челните луѓе на една од највлијателните светски компании, Microsoft, помеѓу кои Бил Гейтс, кој што не е тема на разговор за денеска, најавија дека од следната година ќе ги укинат пасвордите или лозинките. Иако вложија труд во своите алатки за заштита на нашите лозинки, тие сепак дојдоа до генијална идеја да ги укинат 100% и од следната година повеќе нема потреба да се мачите да ги паметите вашите пасворди или на македонски лозинки. Од компанијата изјавуваат дека до ова мора да дојде бидејќи речиси 80% од сите сајбер напади ги напаѓаат лозинките, а еден од 250 корпоративни профили е загрозен секој месец. Компанијата поради тоа се труди луѓето да ги префрли на решенија без лозинки. Во ноември 2019 година околу 100 милиони луѓе го користеле пријавувањето на Microsoft без лозинки. Овој број порасна на 150 милиони до мај 2020 година, што покажува дека милиони луѓе се подготвени да ги отфрлат лозинките. Дали е ова паметно, останува да видиме. А Sony ја повлече од виртуелната продавница најочекуваната игра во светот на геймингот. Станува збор за Cyberpunk 2077. После 7 долги години за влюбениците на видеоигрите се појави оваа долго очекувана игра за компјутер и конзоли, но играчите на PlayStation имаат проблеми при играњето, заматување на лицата кај луѓето, недефинирани ѕидови, уште многу така наречени багови или проблеми во играњето, со што не се добива вистинското уживање. Па Sony реши да си ја повлече играта од својата продавница и им ги врати парите на своите купувачи. Фини луѓе се челните и одговорните лица на Sony, па така сега останува да видиме кога ќе се решат овие проблеми и кога повторно ќе можат играчите на PlayStation да нурнат во виртуелниот свет на криминалот и да се запознаат со мега популарниот актер Киано Ривз. Кога веќе PlayStation играчите не можат да играат Cyberpunk 2077, тогаш можеа да одберат своја најомилена игра или најдобра за 2020 година. На првото место е убедливо The Last of Us Part 2 или вториот дел. А PlayStation 5 игра е Marvel Spider-Man Miles Morales, PlayStation Virtual Reality или VR искуство на годината е Star Wars Squadrons, независна игра за 2020 е Fall Guys, мултиплеер игра е Call of Duty Warzone, најдобра приказна, графика и саундтрек има исто така The Last of Us Part 2, најдобар визуелен стил Ghost of Tsushima, најдобар нов лик во гейминг светот е Miles Morales од Spider-Man, најдобра спортска игра е Tony Hawk's Pro Skater, игра со која е најдобро прикажано искуството на DualSense контролерот на PlayStation 5 е Astro's Playroom. Студија на годината е Naughty Dog и најочекувана игра е God of War Ragnarok. Овогодинешниот Дедо Мраз убедливо се Epic Store, бидејќи оваа година повторно подаруваат многу видеоигри. Тие упорно се обидуваат да ја привлечат масата на луѓе во својата онлайн продавница, каде константно имаат попусти на видеоигрите. Овој пат за божикните и новогодишни празници подготвија неколку намалувања, со кои ќе се обидат да ве привлечат, но и не е лошо, бидејќи реално игри кои вредат некаде околу 15 до 20 евра, сега ќе можете да ги купите за 5 евра. Насловите како Assassin's Creed Origins и Odyssey, Far Cry 5, GTA 5 се само мал дел од големиот избор кој што го нудат за овие празници. За овие празници ќе падне снег и на најреалниот
летечки симулатор на Microsoft. Играта која важи за најреална според графиката и нудењето на најреално управување со авион, каде може слободно да кажеме дека можете да научите како да управувате со овие големи птици. Сега ќе може да го доживеете искуството на вистински пилот низ снежните површини на земјата. Имено Microsoft Flight Simulator е игра која користи податоци од вистинските метеоролошки прогнози, но и снимките од сателитите на земјата. А од 22.12 ќе може да уживате во вистинската зимска идила, со прекрасните снежни ефекти во играта, а освен тоа, ќе може да играте и со VR уред, кој што ќе направи пилотското искуство да биде уште пореално. Па кој знае, можеби ќе се изродат нови пилоти. Тоа беа новостите за оваа емисија во Checkpoint. Сега продолжуваме со гостинот на геймерското столче. Уживајте! За прв пат во Checkpoint музичкиот продуцент од 412 студио, Владо Јовановски. Добро вечер, Владо. Како е чувството да се биде првиот кој што седнал на геймерското столче во Checkpoint? Прво, фала ти за поканата и голема чест ми е да гостувам во најдобрата емисија за гейминг на Балканот. И така, топ. Поред, кажи ми ти на мене, од колку години ти се занимаваш со гейминг, со видеоигри? Па, ја играм игри од кога сум мало дете. Главно компјутерски игри играв, си играше она Шрек, двојката, Spider-Man 2, Need for Speed, нели? Па, кога бев помал, татко ми зема Nintendo Game Boy, па на тоа играв некој таму Nemo, играв, што играв? Batman, некои имаше игри такви. Во ред, која игра најмногу си ја играл вака? Која ти оставила најмногу впечаток? Најмногу време си потрошил на таа игра, да речем, пример, сум GTA. потрошил на Minecraft. Minecraft? И GTA 5 можеби. Во ред, што е тоа што те заинтересира толку многу во Minecraft? Во Minecraft слобода, мислам, во играта немаш некоја мисија, само градиш и Бидејќи јас сум ја играл Minecraft и некако ми е играта Епцески. без дали до мене немам доволно визија да градам нешто. Не знам до што е било, дали не сум нашол мотивација за да продолжам да играм како па например не знам, GTA. мене Minecraft е добра за губење време. Пример, многу пати си има десено, треба да искачам негде и едно 50 минути пред да искачам ќе земам, ќе поиграм малку. Добро, вака, а што мислиш за видеоигрите? Како влијаат на луѓето? Пример, еве, имаме Minecraft и GTA. GTA е игра која што, например, можеш буквално само да губиш време, да тепаш луѓе, да, не знам, Да возиш коли. буквално, а Minecraft некаде и као интелектуално, интелигенцијата ти ја развива, она, уметничкото го буди во тебе. Можеш да креираш нешто, да направиш. Што мислиш, како влијаат видеоигрите? Па види, јас многу сакам да играм компјутерски игри, нон-стоп играм, али сметам дека се губење време до негде. Едино за едукативни игри, како што е Minecraft, например. Minecraft за мене е едукативна игра. Се ова што се GTA 5 со тепање, пукање, возење, ова, тоа е друга приказна веќе. А што мислиш за игрите како што се од спортски карактер, например FIFA, PES, Need for Speed, тркање со коли? Па сега Во нели тој стил. има e-sports турнири. Не знам кај нас колку е тоа развиено, али во странство луѓе се такмичат и заработуваат од такви игри, нели, као Counter, не знам други кои се, League of Legends, пример. Добро. Има бенефит од тие игри, луѓето заработуваат, нели? Да. Со тоа се согласувам во целост, Сега кај бидејќи нас тоа не е развиено. да, но веќе кога правиме мојбет за игри од типот на LoL, Dota, Да. тоа се игри каде што интелигенцијата значи многу, значи победа Да. на некој начин. Да. Додека кога играме Counter, Да. тогаш тоа е нешто друго, не значи само интелигенцијата, тука си рефлексите, Да. тука е способноста ти да реагираш во дадена ситуација во секунди се мери, во милисекунди, зависност. Што мислиш ти за тоа? Дали сите игри можат да влијаат позитивно или негативно? Дали можат интелигенцијата да ја направат кај некој да биде на повисоко ниво? И физичката Дефинитивно. спремност. Да, мислам дека да, нели, како што рече, работат на рефлекси, луѓе заработуваат од тоа, се забавуваат, социјализираат, нели, играат онлайн. Сега актуелно е тоа, сите играат онлайн. Еве, сестра ми по цел ден со друштво игра Counter. Се дере по дома, само игра.
Да, а што мислиш баш за тоа? Каков е твојот став? Дали повеќе да се игра надвор со деца, со врсници, отколку подобро е тоа отколку да се седи дома пред компјутер и баш како ти што имаш губење време? Нормално подобро е да се игра надвор, нели? Ама не значи дека јас сум играл надвор кога сум бил мал. Ја играв кога бев помал, играв стално онлайн игри со другари. Ај GTA 5 ќе играме, па и со тебе сум играл, сум играле така пред неколку години. А што мислиш за тоа во кој правец одат видеоигрите веќе од аспект на графика во игрите, аудиовизуелните елементи како се вкупност во игрите, бидејќи ти си од таа бранша, да кажеме, аудио? Графиката на игрите се зголемува, игрите напредуваат, изгледаат многу подобро, стануваат поскапи плюс, дефинитивно. Еве сега нели искочија новите конзоли PlayStation 5, Xbox Series X, така ли се викаше? Тие се многу мокни машини, скоро како компјутери, сега не толку добри, али пример ако сакаш да играш игри како Spider-Man, Halo, игри што ти ги нуди PlayStation-от или само Xbox-от, конзолите се топ за тоа. Да. Но види, имаме луѓе кои што сакаат компјутерски игри и PlayStation игри. Како ти во кој спаѓаш? Па види, ти ако имаш PC, персонален компјутер као Петар, тебе не ти треба PlayStation 5, ако сака PlayStation 10 нека биде. Не, како што реков, PlayStation 5, Xbox се доста добри конзоли, добри се за ексклузивите што ги нудат, као Spider-Man, Halo, не знам кои се други, God of War. Еве пример, ја имам конзола Nintendo Switch Lite и место на компјутер да играм сега, не играм на тоа. Тоа е покава е така. Да. Седам на кревет и играм миниатурно, компактно за надвор да играш пример. Стално кога сум во автобус некогаш знам да го извадам да играм. Да, но ти сега практикуваш повеќе да играш некои конзола игри, односно на конзола да играш, отколку на компјутер, така? Да, пошто земав Nintendo. Онака не. Да, не. И која е разликата сега овде? Што мислиш ти, дали ти е подобро кога играш на компјутер, бидејќи лично за мене, кога седам на компјутер, тастатурата е овде пред мене, глувчето, маусот, се чувствувам послободно и некако подобро ми е да играм на компјутер отколку на рачката да ја држам и сега јас да гледам у телевизорот пример и ајде мачи се сега лево, десно, малце ми е вештачко, не знам, додека вака можам да се внесам во играта и да бидам дел од неа. Да, и поудобно ти е гарант на столица кога си така. Не, види, различно е за сите. Ја пример сакам на компјутер да играм, али на Nintendo имам Super Mario, на компјутер немам Super Mario, така. На PlayStation имам, не знам, Crash, Spider-Man, на компјутер немам. Да. Така да различно е за сите. Мислам дека сега ова може да се дебатира за ова, за мене поудобно е на компјутер да играм на тастатура. Значи ти си од моите. Од твоите. Така Добро. нормално. Вака, кажи ми, што мислиш за тоа што веќе популарни стануваат игри кои што немаат толку добра графика, например Among Us, Fall Guys, игри кои што например до пред 3 години 4 не би имале никаква популарност, едноставно не би се обрнало внимание, а сега се најгледани игри, наиграни. Играш ти Among Us? Еднашка, само еднашка. Ја не го сваќам тоа, сите го играат тоа, сега нешто актуелно тие Fortnite, Among Us, PUBG. Добро, PUBG. Не ги сваќам јас тие, искрено. Па не, види, PUBG е некоја игра која што графички ти нуде модерно задоволство, да го кажем, не оно за останото, например, од типот на GTA 4, 3, сваќаш. Пете веќе, ајде, некоја нели врвна графика и се. А додека Fall Guys и Among Us ти е нешто што би се играло пред 5 години, а они сега добиваат на популарност и внимание. Among Us е, според мене, тренд моментално. Актуелно е сега, како што беше, не знам дали памтиш оние Агарио, Слидарио, тие беа слични кои Among Us и ги игра едно време, ги изигра и сега си заборели како се вика, така. Моментална слава, да речеме. Да, така да, Among Us ти е моментална слава, гледам, пратам на социјални мрежи, сите тоа зборат. Ајде да играме, гледам возрастни жени, мажи, ајде да играме Among Us, викам, чекај малце. Сакат да лажат. Дефинитивно. Добро, а што мислиш ти за
ова еспорт кога спомнавме пред малку за еспорт сцената, бидејќи гледаме сериозни заработувачки се вртат таму. Да. Игрите добиваат толку голем награден фонд што буквално некој седи дома, игра Да. и заработува, ајде да не речеме милионски суми, зависи нели до турнирот. Да. Во која земја, во кој дел од која игра, било што. Што мислиш за тоа? Па има добра пара во тоа. Сега не знам, мислам дека имаше такво нешто на Балкан. Има, Не знам да, Балканската лига. Имаат сега и ПЕС лига, имат македонци таму кај што играат. Ние представник имаме во Кантер, имаме го Сакса кој што беше вице шампион светски во Дота, така да имаме од тие што грабнале парче од тортата. Не сме ние лоши. Него многу пари, многу голем фонд се таму врти. Што мислиш ти за тоа? Дали треба тоа да биде толку? Знаеш што имам приметено? Имам другари пример што играат тие игри LOL, Counter, ке купат пример нов монитор, нов маус, нова тастатура и види ова е како тие што играат e-sports, демек ја вака ако играм со оваа опрема и јас ќе играм, ќе се такмичам. Да, добро, тоа ја почувствува на себе, да речеме, кога гледаш некои турнири, после си внесена, чекај, ова игра овој со застранета игра со- тастатура. Сега ти Овој мониторот му е вака малце. на тебе и ти влезеш во неа. Да. Буквално, а што мислиш баш дали опремата е пресудна за да бидеш добар геймер? Не, воопшто не. Мада ти треба окей опрема, нели, добар маус, не можеш ти на тракпад на лаптоп да ги играш тие да се такмичиш, али тастатура и маус. Сега некои ќе речат механичка тастатура што клика, некои ќе речат маус како беше, нели имаш оптички, ласерски, така да, за кој како. Но добро, сепак нели е пресудно до некаде, не можеш на се да бидеш ти Па добро, ти ако сакаш Конечно, веќе да се такмичиш, мислам дека они ќе ти понудат, ти ќе треба дома да се вежбаш со таква опрема, како што користат тие што се такмичат на светско ниво, и кога идеш таму ќе работиш на таква опрема. Па добро, ама сепак некоја врвна опрема гледаме сега доваѓа до многу високи цени. Пример најновата Nvidia графичка. Да, така се рекламира сега. Добра е за гейминг, добра е за e-sports, добра е за virtual reality и се крива цената. Што мислиш за virtual reality? Ќе биде ли тоа иднината на геймингот? Не, мислам дека не, реално, пошто Зошто? Па исто како што беше Xbox Kinect, ако памтиш. Добро. Камерче на телевизорот и ти играш нешто таму, танцуваш, тепаш луѓе ово, не. Мислам, VR е многу боле од Kinect или такво нешто. Али што знам, има лимитации тоа. Ќе видиме Какви како лимитации? ќе Што мислиш? напредне. Па со графиката и не знам колку е удобно. Повеќе пати луѓе кога користат VR стојат пример и играат. Буквално се внесени во играта. Добро, ама имаме таму игри нели каде што мора ти да се движиш, мора да даваш нешто напор, не знам, посилно да претиснеш Да. за да оди. Тоа може да доведе и до некоја револуционерна работа во геймингот, на пример. Ба, не знам дали имаш слушнато за новата Half-Life што искочи тројката, нели со години ја бара Half-Life 3, Half-Life 3 конечно искочи, беше за VR. И тие уствари исто како обичната игра, само ставаш молчар и во играта си буквално. Да, некако приметувам дека VR-от не допре толку многу до луѓето. Сите сакаме нели да го имаме. Потајно ја посакувам да имам VR, но не би играл. Истата причина како што е со PlayStation, конзолата. Например, не знам, некако ќе ми биде вештачко искуство и подобро филм би гледал отколку да играм јас така преку VR. Треба некоја добра игра да искочи за VR и тогаш луѓето ќе... Те експлодира, да го бутне нагоре. Пошто е пример, а јас ако купам VR, ќе го користам неколку пати, ќе ми биде интересно и после ќе го оставам. Така? Да, како секој играчка. Така да? Тоа се се играчки. Добро, но еве, сега имаме веќе компарацијата помеѓу PlayStation, конзолите, ајде да ги ставиме нели сите заедно, да не делиме, конзолите, компјутерот и VR-от. Добро. Што би избрал прво? Компјутер. Компјутер? Да. На второ? Конзола. Конзола или компактна конзола. Еве сега искача нов Switch Nintendo. И него. Пошто ако сум дома, ја можам да играм на компјутер, така?
Добро. Ако сум надвор, можам да играм на тоа. Ама не е исто Не е искуството. исто, добро, Искуството добро, е не е различно. Например, ја би одбрал компјутер, но потоа VR. Бидејќи сите игри што ги има на PlayStation до некаде можеш на компјутер да играш. Сега да не се разбереме погрешно. PlayStation-от има подобра графика. Некако е реално, реалити. Онова, те сега гледаме PlayStation 4-ката и PlayStation 5-ката новиот, колку се разлика во графиката, не знам. Искуството е поразлично. Да. Значи Но ти би сепак- одбрал PC компјутер. Дефинитивно. Ако е подобра графиката на PlayStation. Па не е подобра графиката. Мислам дека. Па што На знам? компјутер е увек подобра графиката. Види, на компјутер можеш све да правиш, не само да играш игри. Второ, игрите на компјутер се поевтини и стално има попусти. На компјутер, да ми текне сега, имаш повеќе опции, имаш повеќе клиенти, имаш Steam, Origin, GOG Galaxy, Uplay, каде што имаш различни цени на игрите, можеш да ги најдеш за поевтино. Да. Добро, но сепак, што знам. Знаеш дека PlayStation сега можеш да поврзиш и тастатура и глувче да играш Да. колку. Па има и далинско сега за новиот. Па види, новиот PlayStation е сега направен, гледаат да биде и за игри, и за медија, пример YouTube да гледаш, Netflix, музика да слушаш. Да, но веќе нема да можеш да пребаруваш. Како мислиш? Од типот да имаш search и пребаруваш на Google да речем. Нема веќе тоа? Не. Тоа не сум знаел. Не, ќе го нема тоа и тоа е. Глупости, па тоа има во Хендикеп секој за- Smart TV, па добро, како и да е, ти ќе го имаш приклучен во Smart TV и на Smart Па, TV фала Богу. ќе пребаруваш. Но сепак нели, и цената е многу набиена на PlayStation 5-ката. Компјутер солиден некој можеш да направиш и до 500 Многу евра. ефтино, некаде. јако што знам ти имаш добар компјутер. Да, доста и солиден тоа компјутер. солиден. За не е скап, не е за скапи пари. Еве да ти дам пример на Nintendo продавницата кај што купуваш игри онлайн. Имаш игри што порано биле актуелни, Супер Марио, старите, сваѓаш. Добро? Тие игри што се пред 5-6 години сега на Nintendo продавницата се преработени за подобра графика да имаат, се продаваат за висока цена, над $30, скоро $6. А не веројатно толку, пример ти на компјутер ќе ги купиш за $5-10. Нема смисла. Некаде и фрисе. Така да. Па и да не се лажиме, пиратско ќе го симнам и ќе Така го е. играм и ќе уживам во него, нема да се замарам, да давам, да фрлам пари. Буквално, бидејќи пиратеријата, во секој случај сите ја користиме, сите Сите гледаме тоа да прават си, кај нас. да си земеме пиратско Едино ако нешто. не е некоја онлайн игра, па мораш, сакаш со друштво да се пригласиш, па Да. мораш да ја купиш. Да. Еве се Rocket League, нели, е фри, се играат сите. Таму и ја земав одма, GTA 5 беше фри, Така. Watch Dogs 2, таа беше фри на Да, Epic. ја пропуштив. Ма се сум земал. Таа мислам, Се што ме следува, се си земам, бе. се уклучив на компјутер и идам get free. И после продадеш за пари. Да, буквално. Вака да привршуваме пополека со разговорот, ни беше чест и мило што си прв гостин во Checkpoint. Какво е твоето искуство од оваа епизода емисија? Супер си поминав, одлично. Имам доста работи да те прашам зад камерата за гейминг. И така, супер беше. Ти благодарам што ми создаде оваква чест да бидеш првиот мој гостин во Checkpoint. Драги гледачи, овде се одјавуваме од првото издание на Checkpoint. Се надам дека уживавте колку што уживав и јас. Следете го Checkpoint на социјалните мрежи Instagram и YouTube и се гледаме наредната недела. Пријатно! Audio